изразам задоволство затоа што видов дека овој закон ќе стапи на сила веднаш по донесувањето, односно 8 дена по излегувањето во Службен весник, за разлика од вчерашните закони кои што беа по скратена постапка, а ќе влезат во сила дури по една година. Значи, многу ретко ова ни се случува на Комисија за европски прашања, каде што имаме нешто што веднаш ќе дојде во сила и ова е за поздравување. Меѓутоа, во однос на овој закон, сакам да неколку забелешки да наведам кои што ги приметив во однос на законот. Тука веднаш во очи ми паѓа агрегаторот на вести. Најчесто агрегаторите на вести имаат подпишувано договори со едни или други медиуми и немаат комплетно објавување на сите вистини, би рекол, во новинарството. Затоа што од некои причини, некои се проопозицијски, некои се опозицијски настроени, и тоа е многу тешко да се докаже, затоа што имаат оправдување агрегаторите на вести, зошто подпишуваат договори со некои медиуми, а зошто другите ги игнорираат, и сето тоа кога ќе се публикува, а може би е невистина, штетата би била многу поголема, отколку воопшто да не се публикува, затоа што некаде имаме и веднаш индиции за намерна навреда. Она што го спомна колешката Силјановска, во делот на одговорноста за навредата, на вистина не гледам, без да се видиме предходно, и јас сум ја го забележал став 7 од членот 6, новинарот како автор не одговара ако изнесувањето или пронесувањето тврдења за факти добило карактер на навреда со негово премување, составање на наслови, поднаслови, фотографии, излекување на делови од него, најави на еден или друг начин од страна на уредникот или лицето кое го заменува. Во овој дел имам забелешка како може да не одговара некој доколку нешто добило карактер на навреда со опремување или ставање на наслови. Во Република Македонија знаеме што се чита најмногу. Ние сепак живееме на Балканот и гледаме дека секогаш насловот е тој што е ударен, иако многу често гледаме дека текстовите немаат апсолутно никаква врска со насловите. И сега, ако некој сака поголема читаност, нормално е да стави подобар наслов. Еве, баш денес видов дека Рашковски е со 194.000 евра пуштен од притвор, ама во истиот наслов е ставен и Велјановски. Едниот со другиот немаат апсолутно никаква врска. На едниот му се земени пари, на другиот, нели како гаранција, на другиот не му се земени. Меѓутоа, се ставаат во ист наслов и тоа ги генерира агрегатор на вести и сето тоа доаѓа до јавна перцепција дека двајцата се во истиот кош, иако се работи за два различни случаи. И сите се сеќаваме на каква реакција предизвика она со Шарли Ебдо во Франција, со ставањето на Мухамед во некакви конотации и така натаму, а не гледам зошто некој би се изземал од одговорност доколку направи такво нешто. И во исклучувањето на одговорноста, член 7, став 1, освен ако тужителот докаже дека е дадена злонамерно, значи ова што претходно исто така го спомна колешката Силјановска. Како ќе докажеме и колку штета ќе направи, никој апсолутно не поведува, немаме никаква одговорност доколку се направи многу поголема штета за разлика од материјалната казна, нематеријалната казна или за останатите последици немаме одговорност. Единствено би се согласил во овој дел каде што се намалуваат паричните казни од 2000 на 400 евра за новинар, за уредник од 10.000 на 2.000, за правното лице од 15.000 на 5.000. Мислам дека треба да се допрецизираат многу повеќе работите, посебно во делот на агрегаторите на вести. Благодарам.